Започна со часовникот на судниот ден, тема која испровоцира преку 300 светски карикатуристи да се јават на конкурсот кој по 9 пат го распиша Домот на културата Тошо Арсов, а наградите отидоа во Турција, Иран и Украина. Наградените не стасаа лично да им бидат врачени наградите, но преку социјалните мрежи го следеа фестивалот и преку своите дела комуницираа со публиката, која со задоволство ги наблюдуваше и двете изложби од конкурсот и на светски познатиот карикатурист Дарко Дрљевич. Од прилика добивме некаде околу 500 карикатури од истите. Наградите, прво наградените отидоа прва награда кај Муса Гумуш од Турција, Олексеј Кустовски Украина втора награда и Амир Шухили од Иран трета награда. Штета што виничани слабо се одзваа на првата интернационална вечер за хумор и сатира. Мужичко шоу со квалитетен избор на афоризми презентира Миле Ѓоргиовски со неговите колеги Вито Долински, Љупчо Силјановски, Јане Атанасов и Ленче Стојменова. Вечерта беше крунисана и со ново печатено издание од 2000 афоризми од 20 најпознати балкански сатиричари или со еден збор. Балканскиот крем во сатирата сублимиран во едно издание Трагачи по парадокси, како четврта книга од едицијата Балканска сатира во издание на фестивалот Инвирица Веритас, книга која деновиве беше промовирана во Белград и во Темишвар, Романија. Договорени се веќе промоции во Варна, Република Бугарија, исто е договорена промоција и Црна Гора. Иако ова книга нема бугарски пасош, ќе прошета Европа без никакви ограничувања. Може би немаме бугарски пасош за ова книга, но имаме тројца врвни бугарски сатиричари. Виничани дефинитивно се желни за театар. Сите представи максимално ја анимираа јавноста, гостуваа различни театри, а комедиите според оценките на публиката сите имаа своја тежина и убавина на свој начин. Ова ќе ни биде еден мал поттик заедно со новото раководство, со новата општинска власт, исто така и државна, да се потрудиме, ако ништо друго, да направиме еден мал регионален театар, кој центарот секако би бил Виница и кој ќе би ги задоволувал потребите на источниот плански регион, да не речам општините како што се Каменица, Кочани, Делчево, Пехчево и Берово. Како главен покровител на настанот или на фестивалот Инвирица Веритас е општина Виница. Меѓутоа мораме да истакнеме дека виничани се желни за театарски представи. Видовме дека се бараше карта повеќе, бидејќи воглавно во нашата општина главните настани или театарските представи се одвиваат токму на овој фестивал. Заедно со директорот на Домот на културата почнавме некоја постапка, тоа е за театар кој што ќе ги обслужува нашите граѓани и пред се нашите актери, бидејќи гледаме дека еден од или водителот кој што го најави фестивалот Инвирица Веритас токму е актер кој што потекнува од нашата општина, меѓутоа имаме и други наши актери кои што достојно не представуваат пред широкиот аудиториум на театарските представи. И она што му даде посебен белег на овој фестивал е признанието за луѓето кои го основаа фестивалот пред 25 години и кои побараа да се возобнови ѕидот на смеат. Имам само една желба, овој ѕид да се повторно подигне, да се обнови, затоа што тоа беше во самото срце на фестивалот и кога некој од Виница, некој гостин ќе побене таму, ќе има некоја идеја што треба да порача, некоја духовита и не само духовита идеја, да го закачи своето лишче на тој ЦИК. Се на се богата фестивалска програма од цели 6 денови, во која имаше и театарски работилници за најмладите со Теа Беговска, но и афтерпарти дружење во локалните кафулиња во градот. Општина Виница и Домот на културата со овој настан заокружија уште еден значаен културен сегмент после Павловден и 74 години слободна Виница. Богата програма со која Виница слободно може да се рангира на врвот меѓу помалите општини.